Сите ја поддржуваат електрификацијата на возниот парк, но колку таа е реална и колку е апликативна во земјите на Европската Унија. Дека не е се така розево покажуваат најновите истражувања. Поради реалните проблеми, продолжен е и рокот на исфрлање на моторите на согорување до 2035-та. Тоа го користат производителите на спортски автомобили кои најавуваат дека продолжуваат со моќните цилиндраши. Денес ќе ви прикажеме како BMW ги обучува возачите на блиндирани возила, а подготвивме и доста новитети. Добар ден и добре дојдовте во Автомагазин. Титулата Светски автомобил на годината, која се донесува по 20 пат, отиде во корејски раце. Неизин освојувач е Kia EV9. Секако, кросоверот е победник и во категоријата електричен автомобил на годината. Според стотината автомобилски новинари од целиот свет, меѓу новитетите лани најдобар дизајн има Toyota Prius, додека пак наградата за урбан автомобил на годината ја освои Volvo EX30. Кај луксузот немаше многу дилеми и признанието за тоа ќе стои во витрините на BMW за новата серија 5. Затоа пак Hyundai Ioniq 5N за светски перформансен автомобил, посебно што како конкуренти ги имаше Ferrari Purosangue и Porsche Cayenne. Забележливо е што меѓу сите победници само Prius не е целосно електричен, додека серијата 5 има и електрични и бензински верзии. Во досегашната историја на изборот апсолутно најмногу титули, вкупно 5, има освоено Volkswagen, додека Kia со оваа ги има 2. После 6 години од представувањето, Мерседес ја освежи новата генерација на G-класата. Со оглед на тоа за кој модел станува збор, никакви драматични измени не требаше да се очекуваат и ги нема. Корекциите, барем дизајнерски, се суптилни и ќе ги види само искусното око на посматрачите. Така маската сега има 4 наместо 3 хоризонтални отвори, а браниците се поагресивни. Ситни, незабележливи детали на каросеријата придонесуваат за подобрената аеродинамика која со новите изолацијски материјали ја намалува бучавата во кабината. Благодарејќи на 48-волтната електрификација, моторите нудат подобар одзив при возењето на терен и поголема удобност на асфалт. Дизелската варијанта има 387 коњски сили, додека бензинските се засилени на 469 и 605 коњи. Новост е и тоа што G-класата сега е опремена со систем камери кои овозможуваат дигитална слика на теренот под возилото, познат како прозирна хауба. Првите испораки на освежената G-класа се очекуваат кон средината на летото. Олабовувањето на Euro 7 нормите овозможи Porsche да им испорача добри вести на ентузијастите. V8 моторот останува во понуда до крајот на деценијава. Тој сепак ќе претрпи одредени промени во духот на екологијата, но и заради намалувањето на бучавата. Токму ова предизвикува кисела насмевка кај одговорните кај германскиот производител кои велат дека сега ќе биде потешко да се доловат вистинските емоции што треба да ги предизвика моќната машина. Виталноста сепак ќе биде задржана, но не нужно со поголем степен на електрификација. Како оправдување се наведува дека 4-литарскиот 8-цилиндричен
наречен битурбо агрегат е символ на моќ и престиж. Порше го нуди него во Каен и Панамера во различни изведби со максимална силина помеѓу 474 и 739 коњи во хибридната варијанта. Форд ги објави цените на електричниот Експлорер кој пристигнува на европскиот пазар летово. Иако можеби некои се надеваа дека ќе биде поевтин, за него во Германија сепак ќе треба да се издвојат скоро 50.000 евра. Европскиот Експлорер е направен на електричната платформа на Volkswagen и во основа е технички клон на ID4, чии пак цени стартуваат од 40.000 евра. Сега најефтината верзија располага со еден електромотор од 286 конски сили и батерии со корисен капацитет од 77 киловат-часа, кои се доволни за поминување 600 километри. Моделот со два електромотора, погон на сите тркала и 340 конски сили е за 4.000 евра поскап. При крајот на годинава асортиманот ќе биде дополнет со основната верзија со 170 коњи и автономија од 380 километри, која ќе чини 42.500 евра. Колку за споредба, за Тесла модел Y во Германија се плаќаат 45.000 евра. Хенрик Фискерс во своето минато беше респектабилен дизајнер на автомобили, но откако ја формира својата компанија за електрични возила, таа секогаш била на стаклени нозе. По лансирањето на првиот сериски модел, кросоверот Ocean, марката повторно е во финансиски проблеми. За да преживее, понуди неразумни попусти кои достигнуваат и до $24.000. Така најопремената верзија на Ocean, наречена Extreme, која се продаваше за $63.799, сега се нуди за $39.799. За изведбата со средно ниво Ултра се одобрува попуст од $18.000, додека за основната Спорт $14.000. На почетокот на март беше сопрено производството поради неликвидноста со предупредувања дека можеби компанијата ќе мора да поднесе барање за банкрот доколку не може да го сервисира својот долг. Оние што веќе купиле Фискер пред намалувањето на цената изразуваат големо незадоволство и загриженост. Доколку Фискер банкротира, како тие ќе ги остварат гаранциските права и понатамошното одржување на веќе купените возила. Гуруата за паметни телефони во Xiaomi го направија она што Apple не можеше да го направи и создадаа привлечно електрично возило кое наскоро ќе се појави на пазарот. SU7 се појави во 76 продавници на Xiaomi во 29 градови низ Кина, а не ги крие своите амбиции да се прошири со својот електричен сетап низ планетава. Xiaomi има многу аргументи што се допаѓаат на љубителите на батериските електрични возила. SU7 во почетното ниво има еден електричен мотор на задната оска со 295 конски сили и 400 Нм вртежен момент, овозможувајќи им да го апсолвираат спринтот од мирување до 100 км на час за 5,27 секунди. Двете врвни изведби имаат двоен мотор со вкупна сила од 664 коњи, архитектура од 800 волти и батерии од 101 киловат-часа. Цената во Кина е позиционирана на помалку од 62.000 евра. Повеќе коментари не се потребни. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години
лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Некои автомобили ја напуштаа сцената, други пак продолжуваат по патот на успехот. И двата примери доаѓаат од Германија. Производствената лента ја напушти последниот Audi R8. Неговата најмоќна изведба V10 Performance Quattro Edition ќе биде паркирана во музеј, каде ќе потсетува на едни носталгични времења кога цилиндрите господареа. R8 V10 Performance Quattro Edition сега е подготвен да живее мирен живот, бидејќи ќе биде сместен во музеј за идните генерации да се сеќаваат на старите добри времиња. Тоа е тажен момент бидејќи од како беше објавено неговото пензионирање пред неполна година, господарот на прстените доби голем број нарачки за финалната едиција. Ова го примора Ауди да го продолжи производството за уште неколку месеци. Својата кариера R8 ја започна како концепт автомобил представен на саемот за автомобили во Франкфурт во 2003 година како Le Mans Quattro. Серискиот модел пристигна 3 години подоцна како возило со високи перформанси, кое стана гордост на Ауди. Тој стана и донатор на многу поскапиот Lamborghini Gallardo, кој беше негов технолошки близнак. Audi R8 направи и холивудска кариера, појавувајќи се како возило на милиардерот Тони Спарк, поетскиот суперхерој што се бори за добро состојбата на сите на планетата Земја. Доколку некогаш R8 се врати во понудата, барем според ориентацијата на марката, најверојатно ќе има целосно електричен погон. Каде има чад, има и огин. Најверојатно инженерите во Инглштад работат на случајот и можно е да не израдуваат со неговата електрична интерпретација која ќе има околу двојно повеќе од сегашните 570 конски сили. На 29 март 1974 година никој не знаеше дека новородениот компактен автомобил, наследникот на легендарната Буба, ќе стане најуспешниот Volkswagen и најпродаваниот европски автомобил на сите времиња. Го одразуваше духот на времето, го даде своето име на собствената класа на возила и придружуваше генерации луѓе широм светот. Тоа го правеше 50 години и ќе продолжи на тој курс. Неговото височество Volkswagen Golf. До денес повеќе од 37 милиони примероци ја продолжија приказната на првиот Голф во вкупно 8 генерации. Или кажано поинаку, во последните 50 години, секој ден повеќе од 2000 луѓе ширум светот се одлучија да купат нов Голф.
Првите примероци на голф можеа да се видат во салоните на дилерите во јули 1974 година. Развиен од Giorgetto Giugiaro и Volkswagen дизајн мораше да ги исполни високите очекувања за да ја продолжи успешната приказна за најуспешниот автомобил на сите времења дотогаш, Volkswagen Буба. За само 2 години од почетокот на продажбата, Голф ја достигна границата од 1 милион продадени примероци. Фабриката во Волсбург работеше со полн капацитет и до денеска таму се произведени повеќе од 20 милиони единици, а останатите 17 милиони се произведени во други германски погони, како и во Белгија, Бразил, Кина, Малезија, Мексико, Словачка, Јужна Африка, па дури и во Југославија. И во оваа смисла, Голф е светски автомобил. Во годината кога го прославува својот 50 годишен јубилеј, миленикот на народот доби еволутивна фаза на 8-та генерација. Тој импресионира со инфозабавниот систем од следната генерација по интуитивен оперативен концепт, по остриот преден и заден дел, како и ефикасни системи за возење. Тие вклучуваат плагин хибридни погони со зголемен досек на целосно електричната енергија од значително повеќе од 100 километри. На поклониците на Голф тоа им дава голема надеж дека тој нема да стане жртва на електричната ера и ќе продолжи и понатаму да плени. Hyundai ја покажа обновената 4-та генерација на Tucson уште лани во ноември, но само за корејскиот пазар. Иако беше јасно дека европскиот и американскиот модел нема многу да се разликуваат, сепак нивните спецификации изостанаа. Сега, кога дојде време пред почетокот на неговата продажба, да се запознаеме и со нив. Може да кажеме дека новиот Tucson однадвор е поубав, одвнатре подобар, исполнете со опрема, а палетата мотори останува широка. Hyundai ја покажа обновената 4-та генерација на Tucson уште лани во ноември, но само за корејскиот пазар. Иако беше јасно дека европскиот и американскиот модел нема многу да се разликуваат, сепак нивните спецификации изостанаа. Сега, кога дојде време да се запознаеме и со нив, може да кажеме дека новиот Tucson однадвор е поубав, одвнатре подобар, исполнете со опрема, а палетата мотори останува широка. Tucson, кој уште од 2004-та, кога тргна по својот европски пат, го свртува вниманието на купувачите кон себе со својот дизајн, но не претрпе големи промени. Не ни требаше, бидејќи се уште изгледа доволно провокативно. Разликите се само на предната маска, светлата и браниците. Внатре пак се среќава ново обкружување кое ја задржа по агресивната привлечност на досегашниот модел, префинета и елегантна каква што купувачите ја знаат. Нивото на удобност е подигнато повисоко, а редизајнирани се контролната табла, управувачот и централниот наслон за раце. Инфозабавниот систем, кој сега изгледа како кај електричниот Ионик модел, има поголеми дисплеи визуелно споен со оној на инструмент таблата. Се забележуваат и уште некои суптилни измени, а нов е и софтверот кој поддржува дигитален клуч од втората генерација. За подобра безбедност пак се грижат интелигентниот систем на предните светла и ажурираните асистенти за помош на возачот. Во поглед на моторизацијата достапни се многу опции. Бензинците и дизелите, благи, нормални и плагин хибриди. Значајно дополнување на палетата е плагин хибридната варијанта со погон само на предните тркала, која ќе пристигне подоцна годинава. И овој модел ќе го поддржува така наречениот Green Zone Driving режим на возење, кој овозможува возилото незабележително да се префрли на струја во зоните со ограничување на издувни емисии, таму каде што ги има. Цените, за жал, останаа непознати.
Традиционално џип на големиот сенароден великденски собир во сојузната американска држава Јута настапува со серија провокативни концепти. Ниту годинава не беше исклучок, иако марката се појави со помал број своји идеи, вкупно 4. Карактеристиката на сите им е моќниот изглед, големиот број каросериски додатоци и секако атрактивноста. Според наведеното, најмногу се издвојува концептот Low Down, чија основа е Wrangler Rubicon со V8 мотор. Идејно се навраќа на сличен концепт од 2009 година. За сместување на масивните тркала, крилата му се проширени, а вградени се и поиздржливи оски. Со тоа, тежиштето е задржано ниско, иако растојанието од подлогата е зголемено. Пократките браници овозможуваат поубедливи теренски својства за кои ќе биде одговорен и 6,4 литарскиот мотор со 470 коњи. Друг концепт базиран на Wrangler е Willys Dispatcher, кој представува спој на стариот стил со модерните технологии. Зад ретро изгледот се крие плагин хибриден погон, додека внатрешноста е носталгично уредена. Инженерите на Mopar го имаа подготвено гладиатор Rubicon High Top, чиј фокус е на перформансите. Посебно теренските, заради што во него се вградени серија специјално прилагодени делови. Изгледот е само благо поагресивен, додека погонската механика не е чепкана. Четвртиот концепт, со кој се одава почит на вагониер, се одликува со живописна боја, дискретни дизајнерски елементи на каросеријата и стилски детали во внатрешноста кои подсетуваат на 60-тите години. Најзначајно сепак е што место вториот и третиот ред седишта, Vacationeer, како што е ознаката на овој концепт, има простор за спиење на две лица. Целиот свет е за електричните возила, но прашањето е колку сето тоа е декларативно, а колку навистина реално. Дека не зависи се од политичарите, покажа една студија на Институтот за економија и енергетика од Универзитетот во Келн, во која се оценети сите земји од Европската Унија. Една од предностите на електрифицираните возила е што можат да ја регенерираат енергијата при запирање или возење по надолници. Но колку изнесува тоа, производителите не објавуваат. Доста сложената анализа е направена околу подготвеноста на членките на Европската Унија за електрични возила врз основа на само 3 навистина суштински критериуми. Првиот е процентот на чиста енергија добиена од обновливи извори во вкупното производство, бидејќи ако струјата претежно доаѓа од јаглен, тогаш еколошките ефекти во електричните возила ќе бидат доста помали. Вториот критериум е поврзан со електричната мрежа и се однесуваат на нејзината способност да пренесува големи количини енергија. Третиот пак е флексибилноста на системот за полнење да го регулираат процесот според моменталната состојба. Во однос на сето ова не представува изненадување дека скандинавските земји се најподготвени за електрификацијата на транспортот. Посебно Норвешка, која по сите 3 критериуми доби оценка повисока од 9. Следат Шведска и Данска, а високо после нив се котирани и Австрија, Франција и Швајцарија. Разочара Германија, која со оценка нешто над 5 се најде на 20-тото место, дури и зад Италија, која беше критикувана како пример за неефикасна електрификација. На дното се разбира се земјите блиску до нас – Грција, Унгарија, Хрватска, Романија и Бугарија. Германскиот АДАК чисто информативно направи едноставен тест со 3 суштински различни електрични возила.
Тие една делница на Алпите долга 5,5 километри првично ја поминаа возејки нагоре, а потоа надолу, а добиените податоци се интересни. Имено, најмалото од нив, Дачија Спринг, на нагорниците трошеше во просек 26,4 киловат-часа на 100 километри, а во спротивната насока враќаше околу 7 киловат-часа исто на 100 километри. Овие бројки кај Тесла модел Y изнесуваа 49 и 18 киловат-часа, а кај големата серија 7 на BMW 59, односно 26 киловат-часа на 100 километри. Поинаку кажано, Дачија Спринг врати околу 27% од потрошената електрична енергија, Тесла 36, а баварската лимузина доби 44% назад. Како заклучок може да се изведе дека степенот на регенерација, освен од техничката изведба, зависи и од тежината на возилото. Колку за информација, декларираната просечна потрошувачка на овие возила според WLTP нормите изнесува меѓу 14,5 и 18,5 киловат-часа на 100 поминати километри. Во времето во кое живееме звучи неверојатно, но сепак вистинито. Австралија, која веќе нема собствена автоиндустрија, дури сега ги пропиша првите стандарди за емисиите на возилата. Дефинирани со компромиси и отстапки и оценети како доста умерени, тие ќе стапат на сила на почетокот на идната година. Во моментот тече процедурата за нивно озаконување, кое се очекува да помине без некои поголеми проблеми или застои. Првичната намера на властите беше новите правила да бидат построги, но под притисок на увозниците на возила дојде до промени. Лоша слика остава и тоа што дел од најпопуларните теренци во Австралија се прекласифицирани како комерцијални наместо патнички возила, што ќе им овозможи повеќе да загадуваат. Тоа ќе важи за сите кои имаат крута шасија, но не и за кросоверите со самоносечка каросерија. Според австралиската влада, овие еколошки стандарди, какви и да се, до 2029 година ќе ги намалат емисиите на јаглерод диоксид за 60% кај патничките, односно 50% кај комерцијалните возила, а до 2050-та на возачите ќе им заштедат 95 милијарди австралиски долари од трошоците за гориво. Со донесувањето на овие прописи, Русија останува единствената земја со развиена економија која нема еколошки стандарди за возилата. Британскиот MG ја дефинираше цената за свежо представениот MG3 и мора да кажеме дека таа е сензационална. Марката, која всушност е кинеска, веќе добро се етаблираше на европскиот пазар, користејќи ги до максимум предностите на двата света. Европското потекло и кинеската цена, така што не треба да чуди што купувачите со прилично нетрпение ги очекуваат идните модели. Најновиот пристигна пред кратко време и веднаш предизвика внимание. Се чекаше само на цената, за да се знае дали ќе направи потрес во конкурентната класа мали автомобили. Но сега веќе се е јасно. MG3 во Велика Британија ќе стартува од 18.500 фунти, што значи дека кај нас може да биде и поевтин. Овој хеджбек со 5 врати, долг 4,1 метри, има 1,5 литарски хибриден погон со вкупност од 94 коњски сили. Малата батерија од 1,8 киловат-часа ќе го задвижува само на паркинг и при возење со исклучително ниски брзини, но затоа намалува просечната потрошувачка на 4,4 литри на 100 километри. При тоа перформансите се задржани и MG3 ќе може да постигне 100 км на час за околу 8 секунди.
На хартија малку чудно звучи што има автоматски менувач со само 3 степени, но според производителот ова решение има одредени предности во однос на безстепената CVT трансмисија, каква што најчесто се користи за ваков тип возила. BMW сподели серија видеа во кои доста сликовито опишува каква обука кај нив поминуваат возачите на блиндираните возила. Имено, за разлика од стандардните, освен што се отпорни на куршуми и помали експлозии, тие се доста потешки и имаат модификувана механика. Заради барањата што се поставуваат пред нив, силните мотори се подразбираат. Тоа секако бара малку поинакви вештини во нивното возење, посебно во опасни ситуации. Затоа и баварската компанија има 2 типа тренези наменети за возачите на блиндираните возила кои се одржуваат на напуштената аеродромска писта недалеку од Берлин. Примарниот тренинг трае 2 дена и ги опфаќа основите на физиката и техниките на возење. Главно што треба да се совлада се маневрите на остро запирање, слалом возење и менување на насоката на движење при возење наназад како што гледаме во филмовите. Во текот на овој тренинг предвидено и возење по тесен избунувачки пат, ноќен низ шума, како и бегање од опасноста само со позициони светло. Вториот тренинг се надоврзува на него и има за цел за 3 дополнителни дена да се продлабочат стекнатите вештини. Во него се обработуваат и сценарија со заседи и вистински експлозии, како и теренско возење. BMW во својата понуда има 2 блиндирани модела, X5 и серијата 7 на бензински и електричен погон. Освен основните детали дека каросеријата е засидлена со челични панели и непробојни стакла, а резервоарот за гориво направен од посебен материјал, ништо друго за нивната заштита не е објавено. Не се познати ниту пак цените како на возилата, така и на тренинзите. Да се вози во блиндиран автомобил е привилегија на елитата, но да се управува со него е тешка и одговорна задача која е исполнета со стрес и подлежи на континуирани обуки и надградби на вештините. Впрочем, такво е и нашето секојдневие. До следната сабота, до гледање.